беше период кога не се знаеше што ќе се случува во Македонија. Реалноста беше таква што јас воопшто немав страв. Државата која што јас ја признавав беше со мене на улица. Беше присутен и гневот кон власта, беше присутна и солидарноста. Преку одлука со која се извршува општ прекин на сите постапки меѓу политичарите и нивните соработници или поддржувачи. Македонскиот председател одлучи да помилува 56 лица, главно осомничени од специјалното јавно обвинителство за прислушуваните снимки кои јавно ги објавува опозицијата. Во нив се слуша како највисоките функционери од владеачката ВМРО ДПМН се вмешани во нелегални активности. Не смееме тоа да го дозволиме. Меѓу помилуваните се премиерот, шефот на редовната и на тајната полиција, министри и функционери на партијата, која 10 години е на власт. Ние сме лудаци, ние трошиме на чоколада, а немаме леп. Ама од една глупост да не влегуваме во друга, цела полиција ја компрометираме. Пето кон да изеде едно пече шамари пред камери. Да влезат граѓани и еден граѓан да дојде да му удари 3 шамари. Јаки. Илјадници граѓани револтирани од корупцијата и неказнивоста излегуваат на протести. Започнува нешто што ќе го промени македонското општество во целост. Во жестокиот одговор, полицијата приведува 13 демонстранти. Повредени се десеттици граѓани. Овие фотографии, таа ноќ, ќе го обиколат светот. Таа фотографија беше толку популарна затоа што мислам дека убаво го символизираше целото тоа движење, тоа протестно движење, односно од една страна имате еден страшен, огромен полицаец наоружан, целиот со оние заштити и све тоа, од друга страна имате едно мало човече, онака што непредставително слабо, онака што изгледа така. И на некој начин мислам дека тоа беше символ на таа борба против режимот. Од една страна го имате народот кој што е слаб, но е праведен на некој начин, се бори за правда, и од друга страна имате еден монструозен режим. По тоа приведување стравот тотално исчезна, затоа што свати всушност што може да се случи. Океј, не ме тепа во полициската станица, можеби тоа некош да се случи, но генерално се што може, повеќето работи што може да се случат ги искуси. Протестите продолжуваат и следните денови, но наместо во камења, граѓанскиот револт се излеа низ бој. Од шаренилото не беше поштеден ниту еден објект кој ја представуваше власта. Спомениците, министерствата, судовите, собранието, владата. Единствената зграда до која полицијата не дозволуваше пристап, седиштето на ВМРО ДПМН. Во првите редови шарените командоси. Неколку млади луѓе, маскирани со шаренило, вооружени со балони полни боја и пиштоли на вода, станаа символ на движењето. Од почетокот на шарена револуција, вакви некои писменца од полиција, од судови. Поглавном се прекршочни, има неколку и кривични. Црвените пликоја заправо, еве како што можете да видите, ги немам отворено, пошто
26.5.2016 година во времето од 19:40, време на протести, на Илинденска пред влада на Република Македонија констатирано е оневозможување за користење или оштетување на јавни згради, јавни чешми, извори, плажи, паркови и други јавни објекти и инсталации. Тоа е глоба во износ од 100 евра. Мислам дека создадовме ние еден јазик, символика една во шарена револуција, во која што на некој начин ни помогна меѓу себе да комуницираме преку тој јазик на символи. Во главном шаренилото и е прилично фина метафора за она за кое што ние се боревме, така таа некоја еднаквост против поделеноста, монохроматскиот свет, цело во ова лудило со Скопје 2014 што ни го направија. Памтам првиот пат кога фрливме бои беше на Триумфална. Целото тоа белило што не обкружува и одеднашка значи гледаме боја на тоа, сплешот од балонот и во моментот и во мојата психа, а и во психата на сите луѓе во главите се случи кршење на синџирите во некоја символичка смисла. Си рековме ако ова може да се случи, може се да се случи. Значи тоа фактички ни беше мене ако ме прашувате, ми беше најголемиот чекор до можноста да сватам дека режимот може да падне. Демонстранти добиваа и куќни притвори и кривични пријави. За некои процеси и по 2 години се уште нема судски епилог. Институциите и државата не оставиле простор да можеме ние до крај да се потпреме на ефикасноста, на праведноста на самата држава, на самите институции. И затоа можам да ги оставам сите опции отворени, па макар и опцијата дека можат и фактички да ме осудат и да падна во затвор. Криминалот. Да ставиме крај на оваа негова дрвена револуција. Против шарената револуција се мобилизираат и приврзаниците на власта и провладините медиуми. На улиците се организираат контрапротести. Из екраните зрачи црна пропаганда. Пишува дека плаќале дневница од 50 евра па нагоре. Аферата платеничка револуција. Активисти на шарената револуција дебело платени за да протестираат. Демонстрантите денеска уште еднаш покажаа дека се поважни нивните барања отколку нечи човечки живот. Не би се сложил дека народот протестира на улиците. На улиците протестира булументата на Сорос. Дивиот ИСИС ја уништи Палмира пред 2 години. И денеска дивата орда на Сорос и СДСМ уништува Скопје. Од кого ќе ја браните Македонија? Па од нив, од душманите, од предавниците и од клетниците. Додека траеше шарената револуција, лично во мојот дом беше атакуван од страна на непознати сторители со боја, беше офарбана мојата куќа. Потоа добивав различни закани на социјалните мрежи, дома на адреса ми стигнуваа преку пријатели, се обидуваа да ме оттргнат од идејата за слобода и правда. Мојот, значи, Facebook инбокс беше неверојатно преполнет со закани за смрт, со погрдни зборови, со што е нешто на кое што можеби и бевме спремни, не оти некој не спремаше, туку оти знаевме против каква машинерија и каква пропаганда се бориме. Сака да пратат порака дека не следат, дека да не заплашат и све тоа, но внимаваат тоа да го направат на некои луѓе што не се толку експонирани, за да не изгубат многу поени во јавноста. Станавме ние и тие во суштина, ние кои што се браниме самите себе си, односно кои што сме во ситуација да ја опираме државата во однос на некакви одлуки кои што ги носела и помеѓу нас се фактички развиваше некаква хармонизирана солидарност. Протестите се ширеа низ македонските градови. Поддршка доаѓаше и надвор од земјата. Собирите уриваа етнички, јазични и социјални бариери. На жестокиот притисок од власта се одговараше со хумор, пркос и сарказам. Социјалните мрежи ја надминуваа секоја пречка која се појавуваше пред движењето. Имаше некоја идеја за поголема инклузија. Ние на самата шарена револуција зборувавме на како се вика социјални теми. Шарената револуција успеа да ги
собере во една група, да кажам, сите оние иницијативи и движења, но и поединци. Не зборам тука само за оние движења кои што беа во Република Македонија, туку интелектуалците, експертите, значи стручната фела во одредени области, но и граѓаните кои што, да кажам, им беше доста веќе од таквиот начин и тип на владење кој што во тој период беше во Република Македонија. Сега нив ги ставивме во ситуација да се они немокни, затоа што не правевме, не бевме насилни, не правевме кои знае какви вандализми, туку со символичен начин успеавме да кажеме дека на режимот му е дојден крај. Барањата на граѓаните почнуваат да се реализираат. Председателската аболиција е повлечена. Како што расте притисокот кон власта, така расте и видливоста на опозицијските политичари на протестите. Сигурна сум дека во психата на луѓето, одредени поединци од Шарена, па можда и групи да речеме, во психата имало некаква математика, некакви може би опипавање пулс, дали може, дали јавноста како би изреагирала, дали би договорил со партиите и така со партијата и така натаму, да речеме некоја позиција или влијание или како и да е. Но сметам дека пред се првичното нешто што го имавме на ум е Никола да падне. Како што се приближуваат изборите, така се намалува интензитетот на протести. На гласањето во декември, разликата меѓу двете најголеми политички партии е многу мала. Една година од почетокот на Шарената револуција се менува власта. Во зградите кои ги шараа, влегуваат и представници на Шарената револуција. Јовановиќ станува советник во Министерството за финансии. Првиот впечаток кога влегов во оваа зграда ми беше колку е ова раскошно. Колку е ова се гледате фино средано, секаде се движите со картички, не можете да влезете нигде без картичка. Гледате колку се скапи материјали и слично. Сега ќе влеземе во лифтот, ќе видите какви се лифтовите. Можете да забележите дека лифтовите имаат телевизори. Мислам дека околу 5000 домаќинства во Македонија немаат телевизори, овде лифтовите имаат телевизори. Кога влеговме тука, телевизорите беа вклучени, постојани да некои пропагандни видеа на владата тогаш. Сите ќе кажат, еве го овој затоа протестираше, за да влезе за фотели, за да добие фотели. За да си го смести газот, народски кажат. Ке беше неодговорно да одбијам. Затоа што со години ти критикуваш и кажуваш всушност како треба да се водиат фискална политика, јавните финансии, како да се управуваат собствените финансии. И сега кога ти се нуди шанса да влиеш на тоа, директно да правиш одредени промени, ти одбиваш. Тоа е бегање од одговорност на одреден начин, кукавичлук. Сметам дека сме во една ситуација во која што новите властодржци не умеат да ги спроведат реформите кои што ги имаа предвидено, особено после Шарената револуција. Дефинитивно очекувањата што ги имавме во Шарена, сега констатирам дека се наивни. Во однос на тоа како би се сменил системот, колку брзо би се случило тоа, дали воопшто системот сам може да се смени? Јас со тие луѓе ги одев скоро секојдневно улиците и го знам личниот нивен капацитет и кредибилитет кој што го има. Верувам дека многу од тие луѓе ќе направат вистинска и суштинска промена во институциите, меѓутоа се надевам дека власта, да кажем, нема да им удри во главите и дека ќе имаат предвид за све она што сме се бореле како граѓани претходно, дека треба да го испочитуваат и во овој период. Мора да има систем на вредности. И тој систем на вредности мора да биде универзален за сите луѓе. Значи да се знае што е добро, што не е добро. Јавноста е секогаш во право. Особено тие луѓе со кои што сме протестирале до вчера, тие се секогаш во право. Ако тие сметаат дека нешто е поинаку од тоа што ја лично сметам, тоа значи дека ја нешто грешам. Гледајќи ја Шарената револуција и гледајќи ги моментите дека има доста изневерени
очекувања, можам да кажам дека во суштина голготата на нашето општество продолжува и ќе продолжи уште подолг период. За тоа дали доволно придонесуваме за да се сменат работите, мојот краток одговор на тоа бил дека може и подобро, може и повеќе. Шарена револуција нова можеби ќе се појави во моментот кога сегашната власт, да кажеме, ќе забега барем малку колку претходната. Самите протести не беа револуција. Револуција е цел процес на менување, не самите протести. Револуција не е само тоа да тргнеш една партија од власт, да донесеш друга партија од власт. Револуција е да го смениш целиот начин на однесување, на политичко однесување. Така што сакам повторно да го поставам тоа прашање. Дали всушност имавме револуција и дали таа револуција беше успешна? И тоа е прашање на кое што ја не можам во моментот да дадам одговор, ќе ја потребно некој време, но мислам дека тоа е прашање кое што треба да си го постават сите оние кои што на некој начин беа инволвирани во сето тоа.